Почитувани гледачи, добро вечер. Ви посакувам пријатна вечер. Во наредниве 120 минути минимум ќе бидеме уште веднаш отворени телефони и ваши јавувања. Помалку или повеќе, ја не би требало некаков вовет да ви дадам. Се што требаше да се каже, денеска го кажа политичарите, го кажа оние што ги предводеа, кажа и новинарите. Вечерва останува, барем се надевам дека со малку по-разумни глави, дека ви е малку по-јасно. Секако дека ќе вклучам и во програма, договорено, неколку јавни фаци, да ги прашам како они го доживеа ова што го доживеа денеска како граѓани. Во секој случај, само сосема накратко ќе ви ги прикажеме насловните страници на утрешните вестници кои верувам дека ќе бидат уште од вечерва во потполност распродадени. Вечер насловна страна со драматичните фотографии. Бранко, ке тепаме, една слика. Минчев насилно ја презема фотелјата на собранискиот председател. Како пратеничките на СДСМ се повредени додека стојат меѓу своите. СДСМ ја остава Македонија без парламент, а нивните на улица го нападнаа Народниот фронт. Нема дилеми, снимките и сликите покажуваат СДСМ предизвикува општа тепачка. Инаку главната вест е дека буџетот е изгласан. Причина за вознемиреност нема, се останатото е одговорност на СДСМ. Другите вести кои се турците ги бараат од Ватикан моштите на Свети Никола. Скопска, кој ќе не забавува најлудата ноќна плоштад и Поповски, Бугарија да покаже конкретни дела. Утрински вестник. Тежок ден за македонската демократија. Тројца пратеници од опозицијата се во болница, неколкумина граѓани завршија повредени во инцидентите пред собранието. Собранието со 65 гласа за, ниту еден воздржан и 4 гласа против ги усвои буџетот за следната година. Опозицијата беше отстранета од дебатната сала. Социјалдемократите заедно со својот лидер Бранко Црвенковски вчера попладне донесоа одлука повеќе да не учествуваат во работењето на парламентот. ВМРО ДПМН изјави: спречен е обид државен удар. Каде е излезот? Власта и опозицијата мора да седнат на заедничка маса. Мислења и ставови на Стево Пендаровски и Звонимир Јанкуловски. Вест насловна страна. Буџетот е донесен со тепање. Спикерот Велјановски со полиција ги избрка опозицијата и новинарите од собраниската сала. 3 пратеници во болница, 18 граѓани повредени. Тоа е вест и грчките реклами, секако. Дневник. Наместо востанија ни треба стивнување на страстите. Кризата околу буџетот не смее да го парализира општеството. Повици за општонародни востанија не можат да предизвикаат поголем граѓански конфликт, туку се наменети за партиска мобилизација, а нам ни треба обединување и стивнување на страстите, потенцира универзитетскиот професор Ѓорѓи Тоновски. Значи, кризата околу буџетот не смее да го парализира општеството. Пругата кон Албанија доби нов импулс. Кратците на риба се мрестат по езерата. Уставен молчи дали скрил документи од Венециската комисија. Граѓани смислуваат 1000 начини како да заработат. Се продаваат решени тестови за државен службеник. За некоја минута режијата ќе ви ги пушти телефоните, до тогаш уште малку со вестниците, насловната страна на Нова Македонија утрешен број. Партиска војна за буџетот. ВМРО ДПМН, режија, штом ви ги имате телефоните, ве молам, објавете ги. ВМРО ДПМН спречен државен удар. Црвенковски, дури дишам, не се повлекувам. Опозицијата ќе ја бойкотира работата на собранието. Црвенковски најави општа граѓанска непослушност. Од ВМРО ДПМН вратија дека спречиле државен удар. Итната постапка за буџетот можеше да го спречи хаосот во собранието. Моето подпрашање до вас, драги мои почитувани гледачи, е вашите ставови и мислења за она што го видовте денеска. И втора работа, како вие подразбирате што значи по вас граѓанска непослушност? По мене, кога ќе ми рече Јанко, ајде на граѓанска непослушност, тоа значи да не плаќам предплата на МРТВ, да не ги отплаќам кредитите што сум ги земал од банка и да не ги плаќам сметките. Сега за другите облици
нели, тоа барем ја како си го сваќам, не значи дека ја ги знам сите работи, далеку од тоа. Но ме интересираат вашите размислувања. Веднаш ги отвараме телефоните, не се расплинувајте затоа што ќе има многу јавувања, а ќе имаме и неколку јавувања од неколку јавни фаци кои ќе се вклучат во програма, исклучиво телефонски, да ги чуеме и нивните ставови. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Ви благодарам. Прво се јавам во вашата програма, поздрав до сите и освен твојата емисија. Ви сакам да прокоментирам некој во врска со денешните случувања и воопшто со луѓето што се застана позади луѓе од блокот од опозицијата во Бранко Црвенковски. Како прво би сакал да кажам, луѓето треба конечно во Македонија да се освестат заради постапките на Бранко Црвенковски, зашто 10 милиарди евра, него ако му беа проблем 240 милиони и 220 колку беа заради буџетот, а не е тоа причината, 10 милиарди евра со транзитијата од 90 до 94 година отидо во приватни згради. Тоа е факт во Македонија. Само тоа сакам да кажам. Благодарам и пријатно. Добро. Еве само споредба за донесување, нели, бидејќи вечерва ќе има доста муабети околу тоа како е донесен буџетот, правилно, неправилно, со кои интенции, зошто беше, нели, некој ќе оправдува, некој ќе критикува опозицијата. Е само едно мало подсетување. Се извинувам. И буџетот и законот за вработување и целиот пакет на економски мерки не е ништо друго, туку политичко. Имав прилика. Точно да не ти треба погласно од кај мене? Не? Океј си? Имав прилика да слушнам дека и буџетот и законот за вработување и целиот пакет на економски мерки не е ништо друго, туку политичко пропаганден памфлет во годината на избори. Таа јавно фрлена ракавица јас ја прифаќам. А ако сите овие проекции и предвидувања, сите овие јавно промовирани цели останат само празни зборови, прифаќам дека таквата оценка е точна. При тоа, во спротивен случај, доколку поголемиот дел од овие најави и предвидувања се реализираат, не барам ниту јавно признание, ниту јавно извинување од другата страна. Сите ние веќе на есен следната година ќе треба да се соочиме со граѓаните на Република Македонија. А тие се највисоките, неприкосновени арбитри за постапките на секоја партија, на секој поединец. Тие и никој друг го имаат правото да одлучуваат и за својата иднина, и за иднината на Република Македонија. Океј. Врати го компјутерот. Македонско собрание, премиерот го брани буџетот за наредната година. Наредната година е изборна година, опозицијата жестоко го напаѓа буџетот и го оценува како политичко пропаганден памфлет. Премиерот порачува, ако проекциите во буџетот не чинат, граѓаните ќе им го кажат тоа на избори. Ако пак чинат, и тоа граѓаните ќе го кажат на избори. Има логика, нели? Само една ситница. Ова е 1998 година снимка што ја видовте. Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програма сте. Се јавуваме од Струмица. Повелете, господјо. Јас сум на страната на опозицијата. Значи, ние сме против буџетот, меѓутоа се тоа што бидна се донесе буџетот. Меѓутоа тука не застануваме, затоа што се правдаат, јас лично денес сакав да бидам присутна на тој протест. Меѓутоа, полицијата од Радовиш не врати, не малтретира, не знам како да ви опишам, со какво малтретирање. Што е ова правна држава, на правна држава личи? Дали крена рака на вас, господјо? Не. Ама што требаше да уште ние не стигнавме, не можевме да стигнеме до така, ве прашувам како ве малтретирале, што ви правеле? Не носеа на технички, па ни правеа проблеми, па лични карти, па сопри ваму, таму, полиција, ние не сме во друга држава. Јас немам два пасоша, јас сум македонка, со еден пасош сум. Сега бранам СДСМ, јас сум член на СДСМ. Тие луѓе таму во парламентот, тие нашите пратеници, вие сте водител, вие сте, да ме извинете, вие сте исто како тие други таму што се наши.
толку сум возбудена, толку не, јас сум и така малце емотивна личност, така го доживеав ова денес, тоа е срамота, срам за демократијата. А да ве прашам, господја... И новинарите. Да. Знаете ли да Радовиш, 4 сата Струмица Радовиш, патување 100 пати со полиција. Абе, од каде доаѓаме ние, дали сме илегалци? Да ве прашам сега, бидејќи сте член од СДСМ. Денеска Бранко Црвенковски рече дека од утре почнува граѓанска непослушност. Што значи тоа? Што ќе правите? Што се договоривте? Вие што правите кога Бранко ќе им каже на другата страна? Ние самите осеќаме реал. Дали вие како граѓани на оваа држава не знаете дека ова не беше ради Да разбирам. Ама ве не беше ради буџетот, ќе имаше да не се донесе буџетот. Добро. Тоа е чиста политика на Груевски. Груевски може само да кажа на овие луѓе што не можат да го разберат ова. Моето прашање ви беше, господјо, кажавте, ама моето, еве ве пуштив. Бидејќи еве од опозиција сте, ве пуштив и малце повеќе од другите. Значи, што значи граѓанска непослушност? Бидејќи граѓанска непослушност значи да не се плаќаат сметки, да не се слушаат законот и институциите. Така ја разбирам. Вие што ќе правите како граѓанска непослушност? Како ве тепаа вас новинарите? Како ги тепаа нашите пратеници? Добро, благодарам за јавувањето, окей, нели сето тоа го видовме и ќе го збориме вечерва. Ви благодарам за јавувањето, не ми одговоривте на прашањето, мене многу ме интересира на вистина тоа прашање. Идеме со еден, двајца, па да го вклучиме колегата Латас. Тошо можеш да направиш линк со Латас, а ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте, господин. Одамна не сум се јавил, ја гледам емисијата стално, меѓутоа сметам некојаш дека данес сум присутен во емисијата. Благодарам што сте внимателни. Вака, вечерва сакав да кажам, со години Нана да зборувам. Кој е Бранко, кој е околу него и сите така натаму. Сега прашање до Бранко, доколку во јануари не ја земеше пензијата, со што ќе ги платеше сметките? Јас без пензија немав шанси да ги платам сметките. Од каде му пари да ги плати сметките? Тоа беше проблемот. Од пензиите? Од пензијата буџетот немаше никаква мана грешка. Тоа се криминалци што не живеат ниту од плати, ниту од пензии, ниту од социјална помош. Тие се ловци во матно, Јанко. Им одговара, извини малце, гласот ми трепери, им одговара нестабилна Македонија, нестабилна ситуација. Криминалци Вознемирени ли сте? Дали како го доживеавте ова? Се вознемиривте ли, се уплашивте ли? Се вознемирив од тоа што го зборуваше. Луѓе со закрвавени очи. Ги повикува на непослушно. Он повикува на војна, на линчови, читано меѓу редови. На што повикувам? Која е граѓанска непослушност? Не дај Боже да дојде на власт. Не дај Боже, тешко си и црно на Македонија, се надевам дека тоа нема да се случи. И за крај на реченица, народе македонски, граѓани на Македонија, видете со кого си имате работа. Го проби кордонот, ало бре, ја да одев да го пробивам кордонот, ќе бев прегазен од полицијата. Он го проби кордонот и си отиде на микрофон да им се обрати на неговите приврзаници. Па кај го има тоа веш? Каде ова насилство? Слушај, ја да го пробиев кордонот, бубрезиве веќе ми треперат, искрено да кажам, ќе ме згрбавеа. Не, полицијата, ако денеска... Добро, ви благодарам за јавувањето, вознемирени сте, како и други граѓани, добивам тој впечаток дека има многу вознемирени граѓани. Мислам дека има демократска сила, моќ и капацитет оваа држава и овој народ да ја разбирливо е кој пат ќе бира опозицијата за борба за власт, легитимно или нелегитимно, но дека нашите животи нема да бидат нарушени, во тоа сум убеден.
Во тоа сум убеден, иако беа овие непријатни сцени, кои па се добро утро во други земји, ама тоа не е оправдување. Премала земја сме ние за вакви луксузи, ја тоа се согласувам. А инаку, секоја чест на полицијата, значи, имаше таму специјални одреди за контрола на масите. Ми се чини дека видов и припадници на алфите во цивили, видов и од желките. Мислам дека имаше таква постава на луѓе кои ако ги пуштиш, брат, буквално водно може да го направат аеродром за слетување авиони. Тоа сакам те кажам, за 1 сат. Полицијата пријатно ми изненади. Мислев дека ќе биде многу и дека ќе има токму оно што се толку беа внимателни во сето тоа да нема претепани, значи да нема малтретирање на народ. Сега во цело тоа туркање не може некој неповреден да биде, ама дека имаше полициско насилство или дека полицијата им употреби прекумерна сила, не. За полицајците кои сепак си ја вршат должноста и кои држеа кордон, штитеа и една и друга страна за да не се судрат, бидејќи некој сакаше да се судрат. Ако се судреа, да падне крв, некому му одговараше тоа сценарио. Полицијата не го дозволи. Секоја чест момци на сета мака уште со нас се расправавте со закрвени луѓе, секоја чест на ладнокрвноста. Очигледно дека прилично сме напредувале овие години. Дефинитивно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Поставала. Се јавувам од Тетово. Да, повелете, господине. За ова денеска што се случи, нека им служи на чест на тој господин Бранко и на господин Љупче, кои ќе се состават лудиот и пијаниот тешко на македонскиот народ. Ги натера брат на брат да удрат. Срам да им биде и ако имате некоја врска во собранието, некој економ, да видите тамо да потржите и ги загинали тангите на Весна Бендевска. Пријатно ви благодарам. Што се однесува до пратеничката Весна Бендевска, последните информации говорат дека прегледана е, нема никакви физички повреди на неа, била силно вознемирена и дадена е инфузија чисто да се освежи. Значи, никаква интервенција, што ми е многу драго. Сепак, жена е и не сакам никој да биде повреден, по најмалку жена. Но, одиме сега со следниот гледач. Дали Латас ми е на линија? Драган Павлович Латас? Уште еден, тогаш идеме гледач, добро? Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете, господине, во програма сте. Би сакал само да почнем од последната теза што ја искажавте околу честитките на полицијата и тоа колку правилно реагирала, што требаше полицијата да направи или колку требаше да ескалира целата работа за да има повредени. Ме прашувате или констатирате, не ве разбирам. Заеднички двете. Аха, значи, што е вашата констатација? Па мислам дека некоректно беа постапките на полицијата. Добро, окей, во ред, тоа е вашето мислење, да го чуеме зошто? Заради тоа што мислам дека постоеше друг начин како да реагира. Како, например, кажете? Па сигурно не со пендреци и со буткање на масата, заради тоа што не гледав причина зашто тоа така треба да се реагира или во парламентот зашто така да реагира. Добро, за парламентарното Да, добро, тоа е вашето мислење. Па добро, нели беше добро што имаше 2 кордона да не се судрат масите? Свако, според вас беше добро, според мене не. Меѓутоа би значи, требаше да ги пуштиме? Би сакал, ако може, само во друга насока да, повелете. Дискусијата да ја насочиме, а тоа е дека мислам дека од дрвата не ја гледаме шумата, а денеска беа погазени правните процедури на оваа држава. Беше показан деловникот за работа и така натаму и беше донесен буџетот на начин кој што дозволува да во иднина било кој закон се носи на овој начин. Да. Тука сте во право. Се согласувам со вас. Например, утре секој
и поединец може да рече 5000 амандмани, нема донесување буџет и пријатно. Или пак обратно на тоа, може господинот Трајко Велјановски сега законот за бранителите на истиот начин да го донесе. На истиот начин да го донесе. Да, интересно и ова е за дискусија. Па јас мислам дека единствено и тоа е за дискусија. Така. Заради тоа што кога ќе се погазат правните процедури во една држава, кога ќе се згази уставот во една држава, мислам дека првенствено за тоа треба да се дискутира. Благодарам за јавувањето, бидете поздравени. Тошо, успеа во намерата или ја ќе терам по моje како што беше договорен? Што ајде? Го имаме? Добро. Латас? Ќе слушам. Латас, добро вечер. Се извинувам што вака те вознемирувам на вечер, не си на работа. Мене интенцијата ми е вечерва да слушнам размислување и на граѓани, но и на јавни личности како што си ти, повеќе ќе има вечерва. Ме интересира од личен аспект како го доживеа ова денеска што се случуваше. Знам дека личното и професионалното кај тебе тешко се раздвојува, но сигурно имаш став и размислување по ова. Ги интересира и граѓаните. Еве имаме веќе и снимки од случувањата пред собранието. Јанко, дали ме слушаш? Да, те слушам. Латас, повели. Добро, пошто ја те слушам одложено дека очигледно Не, батали го телевизорот преку слушалка. Повели, говори. Добро, вака, ја бев на работа вчера до 2 сат со нашата екипа да се подготвиме за денешниот ден. Бевме сите во состав од Горан Цинго, директор и апа другија. И можам да кажам дека од едни работи сум изненаден, од други сум ги очекувал. Значи, ја 2 недели преку дневникот на Сител и пишувањето во вечер, тврдам дека СДС ке прави насилство на улица. Можам да кажам дека прв бев што го направи тоа, не се фалам, да сакам да најдам дека ова беше предвидливо. Тоа е поентата на овој увод. Она што сум изненаден, морам да кажам, од менталниот склоп на Црвенковски. Ова веќе преминува граница на нормално политичко однесување, каде што имаш некоја цел. Ја во Македонија сум видел војна, сум учествувал во некако војна, сум видел протести социјални, сум видел протести против периторијална поделба, сум видел студентски протести 97-ма, сум видел најмалку едно 50-тина насилни протести. Но сите тие имале некаква најава и некаква цел. Овде немаше цел освен да се направи граѓанска војна. Одиме поред. 2 недели се блокира парламентот, тоа е на конто на гледачот кој претходно учествуваше околу правната процедура. Значи 2 недели се блокира парламентот со физички напади врз пратениците од ВМРО ДПМН, со оневозможување седмици на комисии, со физички напад од човечки аспект гледано. На жена од 70 години со бела коса, каде што Јани Макрадули се заканува со Ќутек повеќе пати, да има и фамилија, има и син што работи во царина, секако не ми се едно дома, и не знам како го издржале, сето тоа без да му одговорат на соодветен начин. Имаше блокирање на парламент во секоја смисла. Тоа е надвор од секоја процедура. Имаше наследство кое е казниво и како кривично дело, бидејќи во парламентот можеш да збориш што сакаш, но не можеш да тепаш кого сакаш. Имаше од Драгиша Милетич, приврзаникот на Шешелј, исто така насилни испади. Имаше цела серија каде што можеше Трајко Велјановски да прекине и да закаже парламентарна пленарна седница поради неможност комисиите да работат согласно закон и деловник на собранието. Од демократски причини Трајко Велјановски тој механизам не го употреби. Се чекаше како ќе иде понатаму. За разлика од други закони, донесување на буџет е временски определено и има последици. Не можете да го одложувате до бескрај, бидејќи државата мора да функционира, бидејќи тие 2,5 милиарди евра кои ги има во буџетот се пари за граѓаните и компаниите. Што значи направено е свесно. Она што можеше да се очекува, дека Црвенковски ќе изнесе луѓе на улица да се тепаат. И тоа се случи денеска. Идејата на Црвенковски е да предизвика тепачки помеѓу луѓето, да се покаже дека државата не може контролира насилство помеѓу сопствените граѓани, има што поише
со скршени глави по можности мртви денеска, за утре да се побара ворена состојба, техничка влада, која ќе спроведе избори и тоа да биде крај. Зошто Црвенковски би го правил тоа? И сега доаѓаме на менталната состојба. Тој веќе никогаш нема да може, после сега ова денеска, да биде нити премиер, нити председател, нити човек кој ќе определи премиер или ќе кандидира председател. Бидејќи во самата партија има проблем. Начинот на кој се решава се во последно време, во СДСМ е следен. Црвенковски седи со 2 до 3 луѓе. Игор Ивановски Шема е задолжен да им соопшти што мисли председателот, што треба да се прави. И самите луѓе во врвот на СДСМ, оваа снимка чуваја после да ја вратив. Самите луѓе во СДСМ не знаат што е следно, што нивниот председател ќе прави. Ова е пробивот на кордон. Тоа доведува до дезориентираност на самото членство на СДСМ. Бидејќи не знаат што е следниот потек, не знаат што е целта. Со овие протести не може да се добие власт. Бидејќи вие не може да се влезете у собрание и кажете јас сум денеска шеф на собрание или во влада и кажете ова е привремена влада на национално единство и ние од денеска ќе водиме држава. Нема околности за тоа, нема причини во државата, ни етнички, ни економски, ни политички и нема меѓународна поддршка. Собранието некоја те признае као нова власт. Денеска го слушавме Црвенковски кој рече ова е 5 октобар. Ние излегуваме против Милошевиќ. Ја не би му посакал да има судбината на Џинџич, како спротивставена на страна на Милошевиќ, го дадениот пример од него избран. Џинџич имаше легија, имаше криминална структура и дел од полицијата кој стоеше позади него. Имаше меѓународна поддршка, имаше 10 години војна позади себе на Србија, која беше тотално осиромашена и осудена од целиот свет. Ние пред 10 дена имавме ново позитивно оценување на македонските економски и политички прилики од страна на Брисел и НАТО. Пред месец дена имавме официјална годишен извештај со позитивни оценки. И во такви околности вие не може да направите државен удар, тој да успее. Црвенковски не е глуп, е политичар со искуство, тој го знае тоа. Него беше причина да создаде хаос и да следи она што следи. Тој сега ќе излезе од собранието, се каже дека овој парламент не го признава, овие пратеници не може да се вратат сеќе назад, бидејќи во најмала рака човечки ќе биде непријатно да седат еден до друг со оние кои преска сака да ги тепа и ги тепа. Понатаму, до локални избори, кои тој сака да ги бойкотира, ќе имаме статус кво во парламентот со СДСМ, но тој локалните избори не може да ги бойкотира. Тоа е него втор проблем во партијата. Бидејќи луѓе кои имаат шанси на избори, како Зоран Заев, како Стефче Јакимовски и уште 3-4 други, не се согласни да не се појават на избори. Те имаат обврски и финансиски кон фирмите кои работат во тој општини, а исто така и кон луѓето кои 4 години се работувале со нив. Што значи, индивидуално или некако, СДСМ ќе има свој кандидати на наредните избори, па макар Црвенковски официјално ги бойкотира. Тоа ќе значи подолно во партијата. Тој веќе нема контрола. Него јаки играчи како Бузлевски му излегува и му рекоа доста е. Сакаше да го коментира. Она што се случи денеска што е изненадување. Да? Е следното. Долго на 2 сат ноќеска анализиравме со Зинговал што се може да се направи, што може да очекуваме, каде ставаме новинари, кај сме загрозени, кај сме безбедни и како да известуваме, кој да ги води вестите, кој да каже се што треба да каже. Никако не може да најде логика која е завршницата која он очекува да биде позитивна за него и неговата партија. Бидејќи тако нешто нема. А сме анализирале се што на Балкан има во последните 4-5 години. Нигде немаше завршница која за сега само е полу. Анализира го Црвенковски во последните 24 часа. Последните 24 часа тој вика, ние излегуваме синека и не се враќаме до крај. Крајот не е прецизиран, што значи тој нема одредена цел. Нема ни тој, ниту неговата партија ја знае. Потоа, негде ноќта вика, а сега се одиме са вали осенето да закажуваме. Значи, крај нема. Уште веднаш го погади она што го најава. Тоа до крај значеше неколку сати. Се вратија са вали. Се поздравува театрално со пратениците и им вика следно. Вие се влегувате внатре, се разделуваме и кој знае дали ќе се видиме, ние остануваме надвор. Кога ќе се сретнеме, ако се сретнеме, вели Црвенковски, ќе се сретнеме како победници. Околу 4 саат попладне, тој им вика фајронт, забавата заврши, одиме дома, оваа држава не ја признаваме и толку е. Народот се растури и она што е симптоматично и што дава надеж за Македонија,
што дел од неговите 3-4 приврзаници си отидоа заедно со него, но еден дел отиде да се дружи по Жена парк заедно со оние од другата страна од фронтот за народот. Ода што изненадува, што многу изненадува, е методот кој Црвенковски сакал да го примени. Ние ни во најцрно сценарио ноќеска до 2 сат, тоа не можеме да го предвидиме. Просто беше неверојатно. Дека ќе се случи тоа, ќе се случи. Јас се вите замолил да ја врати снимката со полицијата. Кога го пробива да кордонот? видиме како СДСМ ги гази полицајците. Имаш 2-3 полицајци по првите редови, кога се пририпуваат оградите, кои се изгазени. Значи, паѓаат доле, едниот е централно на снимката, еве ги, пази ги сега, гледа ги полиција. 3, 2 лево, 1 десно, гледај ги. Малце подесни тебе сликата, добро. И тие се газени. Бегаат и се прегрупираат. Тие позади изгазените уште се газени, нив не ги гледаме напред. Латас, ја и ти ова да го направивме, до сега ќе бевме ние прегазени од полицијата. Мислам дека полицијата... Само следи го ова за да не изгуба мислата. Се газени, желките и другите специјалци ги нема се уште. Одат понатаму и доаѓаат до ЈИК банка, како што можеш да видиш на снимките. Значи не идат кон собранието. Што од овдека може да се заклучи од оваа снимка? Црвенковски не ќе да влезе во парламентот. Парламентот му е сосема на почетот и лево од неговото движење. Тој се упатува на кај народот од другата страна за да има крвава тепачка помеѓу неколку илјади луѓе за кои не знаеме кој од нив е вооружен, кој од нив е на што спремен. Тој иде директно во народот. Не го интересира полиција. Не го интересира ништо во овој момент. Во овој момент го интересира крв. Тоа е нешто што јас од Црвенковски не сум го очекувал. И во најпесимистичко сценарио. Овде, уште еднаш, гледај го, гледај како се гази полиција, физички се гази. Врз се поминува. Ова е језиво, ова е Либија. Но од оваа страна не е Гадафи. Од оваа страна нема новинари на CNN, американска и европска осуда. Нема клима, нема атмосфера. Од оваа страна има демократска изборна власт на избори. Океј, Латас, ја ти благодарам за јавувањето. Да довршам само до крај. Повели? Овој момент е клучен, кога полицијата, која и самата е изненадена, бидејќи нивните главни сили се распоредени на страните, успева да го сопре овој напад, да ги потисне назад до почетната позиција и да целата ситуација се смири. Во моментот кога собранието решава тоа што решава, Стефче Екиновски ќе оди дома, дига руки. За парламентот, само да довршам, ова ми клучат за минатиот гледач. За парламентот дека се исклучени новинарите и избркани се пратениците. Процедурата на донесување на буџетот е експлицитно и имплицитно легална. Што се случува во парламентот? Група од 18 пратеници не овозможува на 70 пратеници да влезат во собствен парламент и додатна работа. Зависли лекарите во клинички центар да им забране на било кој лекар да влезе во ординација тој ден кога тие штрикуваат. Луѓето кои се 70 и нешто пратеници представуваат множество во Македонија, албанци, турци, срби, роми и се друго. Не може да работат согласно закон. Тоа е блокирање на парламент и обид за државен удар. Техничкиот обид за државен удар и избуткувањето насилно на шефот на парламентот од неговото работно место од фотелја и гледа го позади Горан Минчев како седнува во фотелјата на председателот на парламентот. Ова е дечко државен удар. Дечкото кој седна на неговата фотелја го направи она што Стојан Андов 20 години го влече како ипотека. Кога се објави атентатот на Киро Глигоров, еве го Минчев, кога се објави атентатот на Киро Глигоров, тој отиде седна во неговиот кабинет. 20 години тој од таа шлека не можеше да се ослободи. Овде го видовме на камери. Во овој момент во Македонија имаме обид за државен удар и преземање на парламентарна власт. За ово се оди во затвор. Во секоја нормална држава, од Америка до Русија, се оди во затвор за овој чин, кој денес го направи СДСМ. Зошто новинарите беа ставени надвор? Само што ова. Латас, не, морам да те подпрашам. Кажи ми, имаше ли реакции од странските амбасади, од Пол Волерс, средби, комуникации, нешто, насоки со него? Има. Да? Има. Какви? Само за новинарите. Зошто новинарите од парламентот
се изнесени надвор од салата. Бидејќи во парламентот има тепачки, бидејќи во парламентот има немири, полицијата е должност во тој момент да го расчисти теренот, меѓу останатото да излезат и новинарите. После тоа, парламентот има заседание во социјална мирна атмосфера, се донесе одлуката. Кој донесе одлуката, Црвенковски нема идеја што ќе прави понатаму. Го погазува своето немрдане од дека и да врне и да веќе громови да паѓа, во 4 сата прогласува Фаренце да дома. Толку е. Тој е сега во ситуација многу тешка во својата партија, сега тие седат и не знам што понатаму. Не може со своите колеги да седнат, искршија све во парламент, со обиден да направат државен удар, ефект нема. Народот и да беше со нив, оние луѓе таму кои беа предмет на напад при ова рушење на барикадите, секој од нив може да биде истепан. Секој од нив има роднини и пријатели. Сега и да се бил со СДСМ, си солидарен со групата која би можела да биде жртва. Тоа беше најопасниот ден на Македонија од 2001 наваму денеска, за жал самите да направихме. И сакам да не бегам од една констатација. Таму имаш класични одработувачи на грчко сценарио, како Љупчо Георгиевски, како Тито Петковски. Ни случајно не мислам, ама ни случајно не мислам дека тие таму беа бадиола и не го одработија тоа на начин на кој не им одговара. Овде нема партии, овде нема граѓани, овде нема ништо. Овде има обид на еден човек да злоупотреби 2 до 3 000 луѓе и да нападне други луѓе, физички се преснета со нив и да донесе крв во Македонија. Овој момент во Македонија треба да остане. Ора што на Груевска големина, што денес излезе, се обрати до јавност и што не пара кој бил, што бил, зашто бил. Одијам понатаму, оваа држава го има тоа што има, треба да се чуваме. Веќе ми имаме проблеми со државата. Волерс, американците, што велеа? Американското соопштение беше коректно. Значи, таму се осудуваат насилство. Насилство правеше една страна. Значи, тука, кога ќе се спомне во соопштението американско насилство и кога ќе се чита истото, една страна вршила насилство. И сега про американецот му интерес да нема понатамошни заоштрувања и тој сака да го каже тоа на начин кој индиректен, секој да го разбере без СДСМ да се осети прозван и осуден. СДСМ ќе има проблем, Зоран Заев ќе биде нов председател на СДСМ, дали тоа ќе биде утре, дали тоа ќе биде во мај, дали тоа ќе биде во јуни. Ќе имаме локални избори со Бранко или без Бранко, СДСМ има само 5 градоначалници, они сами би излезат на избори, ќе има 6, поише од колку со него. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ние продолжуваме со гледачите. Одиме со следниот гледач на линија, одиме со 4 гледачи и блок реклами. Ни доаѓа време за рекламите. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Вака, денеска се случија многу работи, но би сакал да го слушам твоето мислење за као професионален новинар, за прекањето на новинарите од парламентот. Мислам дека Латас веќе се изјасни. Ако барате моje мислење, можам да ви го дадам утре, да ве оставам вас, бидејќи гледачи имаат огромен притисок да си го кажат нивното мислење. Дали ќе го кажете вие вашето? Моето мислење? Да. Ти како професионален новинар и Латас како професионален новинар сте полтрони фашистички. Океј, ти благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Ало, добра вечер. Добро вечер, повелете. И јас сум новинар во пензија, јавувам од Штип. Да, повелете. Мислам дека денеска треба да се каже јасно и гласно дека денеска Македонија покажа дека е држава. Денеска во Македонија победи законот, победи демократијата. Воопшто не сум партиски определена, сакам јасно и гласно да се знае она што го чувствуваат и мнозинството граѓани, бидејќи јас сум дел од тие граѓани. Значи, сакаме мир, сакаме спокојство, сакаме да владее демократијата, а владењето на демократијата значи да останат на власт тие за кои се изјасни мнозинството од граѓаните на оваа држава. Тоа беа гласачите на владеачката партија. Јас не знам како може некој да сака со сила во мирнодопско време да прави преврат во држава. Ова е вистината и ни една друга. Им честитам на владата и на луѓето кои успеја да ја одбранат државноста и да покажат дека навистина имаме држава. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, Македонија. Повелете, во програма сте? Вака сега.
Сосема на кратко само ви информирам дека 1 минута имате. Благодарам на вниманието. Да. Не можете да ми земете зборо, бидејќи ја бев со фамилија. Се работи за Македонија, бре, човеку. 1 минута може ли да ја споредам со Македонија? Само ќе бидам многу краток. Денес видов тоа што требаше да го видам. Видов дека полицијата е за студентска банка. 10-ка. Толку културно се однесуваше и према провокаторите, посебно према нас, граѓаните, што се дигнавме од провинција, дојдовме да видиме кој ќе ни ја земе Македонија. Значи, да сублимирам. Полицијата извънредно си ја изврши задачата. И сите што дојдовме од провинција, без разлика дали ВМРО, ДПМН, други партии, трети партии, кои не бевме во јадрото на Бранко Црвенковски, се понашавме како прави граѓани на Македонија, осознаени. Не тражевме инциденти. Знае се, кој тража инциденти се виде и на телевизија. Значи, излезе јавачите на апокалипсата. Само да ве прашам, бидејќи некои се жалеа дека вие дојдовте од провинција, дојдовте во градов и никој не ви забрани да дојдете да... Тоа се се приказки за мали деца на слепите патници на Бранко. Една порака до нив. Бранко не се секира ни за нив, ни за Македонија, ни па за функција. Се плаши за својата кожа. Жалосно е луѓе да ги користи живи штитови. И илјадници луѓе навлекува наивни, али не са наивни кои не можат да сватат дека човекот не може да ги спаси, дека тој си ја спасува кожичката само да направи хаос. И завршувам со последниот збор. Ова е, господа, последен бал вампира. Добро. Добро, кажем, последен бал вампира. Добар филм од Полански, треба да го гледа секој. Благодарам за јавувањето. Драги мои, одиме со блок реклами. Во натамошниот дел од емисијата ќе ги слушнеме Мирка Велиновска, Алек Русјаков и Ирена Радовановиќ. Секако помеѓу ќе бидат вашите јавувања. Одиме со реклами. Со вашите јавувања, одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Дали имаме некого на линија, режија? Немам никаков звук од звучникот. Ало, дали се слушаме? Добро вечер. Да, ве слушам. Добро вечер и повелете. Завршиво сакам да ги поздравам сите ваши гледачи, тебе. Повелете, да, ве слушам. Да, и сите во редакцијата. Само да се надоврзам до господинот што се јави пред мене, да имаше стопирано автобуси од Куманово, пошто ја тргнав на работа и ги видов. Имаше стопирани автобуси од Куманово и сите беа пратени на технички преглед. Тоа е за тие од провинција. А второ, дајте малку спуштете тока, немојте да фрлате уште на огнјот што гори, да фрламе и бензин. Како прво, како второ, срамота е за целиот македонски народ, и СДСМ, и ВМРО што застанаа карши, да иритираат или да не иритираат, како и да е, кај сите беа кога ги колеа нашиве деца на кале за црквата. Кога владата сите тие колачи ги стави у држава, значи на државни функции. Кога гледавме полиција како одвржува раце на припадници на ОНА или ОВК, како сакате, и на оние со ножеви раце кога им ги одвржуваа рацете. За полицијата денес некоја чест. Значи, јаде Децава Ќотек од страна на полицијата, ги пробија кордоните, останаа воздржани, значи немаше многу повредени како и да е, гледајќи по телевизија, значи гледајќи истинците, вие сега што ги прикажат, ја не бе присутен таму, како и да е, значи срамота е, сите тие што беа денес, сите, значи дојден од СДСМ, ВМРО и сите други партии останати, како ќе си дојдат вечерва, и како ги гледаат децава своји, треба сами себе да си ведат лаканица, кај беа на кале.
Кај беа кога ги тепа нашите деца? Го поздраваме гледачот од Тетово. Каде беше тој кога децата гине од Кочани, од Берово, од Делчево за неговото Тетово? Ти благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач, а после него очекувам во програма да го вклучиме Алек Русјаков. Добро вечер. Се јавам од Струмица. Повелете, господине, во програма сте. Денеска во Скопје се случи терор на демократијата. Ване Ангелов од Струмица лично гарантирам дека Струмица и СДСМ никогаш нема да дозволи терор на демократијата. Тоа што се случи во Скопје, јас лично го осетив. Пендреци во бубрези, во гради, пендреци на народот на Македонија. Тоа никогаш не смееше да се случи во Македонија. Македонија на македонците, на сите на македонци. А кажете ми сега, бидејќи вашиот лидер... Ние баравме тоа што е устав и демократија. Така, сега да ве прашам, само да ве прашам, бидејќи се јави исто така еден ваш член од СДСМ, ама не ми објасни. Моето прашање беше, последното што го кажа вашиот лидер Црвенковски, рече дека од утре започнува граѓанска непослушност. Што значи тоа? Граѓанската непослушност е демократијата. Народот ќе каже на следните избори. А значи на избори ќе идете? Што мисли и што сака. Значи... Не мислете дека вие победите. Вие ја губите Македонија. Македонија е со СДСМ. Така. Јас лично ви гарантирам дека додека сум жив и секој член на СДСМ, дека нема да дозволиме терор на демократијата. Значи, ќе се иде на избори, така? Кои сакате избори? Кога сакате? Добро. Кога сакате? Па не знам, што планирате вие? Ако има сила и храброст и доблест господино Груевски, така, да дојде во Струмица и да го осети демократичноста што се раѓа во Македонија и во Струмица. Струмица, Македонија се буди. А зошто оваа власт... Нема повеќе ВМРО да победува. Така. А кажете ми, не ми одговоривте, што значи тоа граѓанска непослушност? Граѓанска непослушност, народот ќе ви каже што е. Па еве, вие сте народ, не сте народ. Граѓанска непослушност. Што значи тоа? Ќе ви објасни Груевски. Ама тоа го кажат... Тоа го кажа Црвенковски. Ама зашто бегате? Па вашиот лидер кажа, ја ве прашувам вас ве прашувам што значи тоа граѓанска непослушност. Што значи, какво делување? Ништо, едноставно само прашање. Зошто одбегнувате? Еве двајца до сега не сакате да ми одговорите. Добро, окей. А сакате во емисија. Добро, ете ве пуштив, си кажавте што си кажавте. Добро вечер за Русјаков? Да. Александар Русјаков, еден од креаторите на Еднооки. Александар, многу ми е жал што вечерва не си со мене во студио. Се договаравме да бидеш во студио, но немилите настани денеска едноставно не пружија. А требаше да бидеш тука затоа што имаш нова книга, да поразговараме за естетика, за убави работи, за уметност и слично. Но се случи што се случи, а ти како еден од сценаристите и креаторите на Еднооки, никогаш не сте имуни на ова, па го коментирате на еден многу суптилен и забавен начин се ова што се случува. Како ти го доживеа се во ова и што излекува заклучоци од ова денеска? Вака, Јанко, јас ќе видам краток, чисто за да оставам и луѓето да имаат да кажат што сакаат да кажат. Ти не се секирај, тоа е моја работа. Ти кажи си. Ние ќе, во принцип, ќе си кажеме на свој начин како и што го доживуваме се тоа, ја ќе ти кажам сега лично, што нели го следев целото збитнување, морам да ти признавам, се измачи психички, физички, секако. Сега пред крајот, значи вечерва го гледав Зоран Јовановски, овој што е подпредседателот на СДСМ на
Алфа телевизија он каже една реченица која гласи отприлика ова не е борба помеѓу две партии, туку ова е борба за Македонија. Јас па на пример кој имам сосема спротивното, дека ова денеска што се случи беше беа две партии нивни поддржувачи затоа што едноставно имаше премалку народ таму. Ако мисли некој дека еве 5-10 000 луѓе, кој знае колку народ, што правиме со остатокот кои што си останат дома. Ја денеска комуницирам со многу своји пријатели што на Facebook, што по телефон, не знам дали ти се верува, ама огромен број од нив ме праша што се случувало, што имало, што било. Знаеш, што се луѓе кои што одат на работа, гледаат семејства, си го тераат животот и едноставно, ако фатат вести, ќе видат. Мојот заклучок, тоа ќе го кажат и други попаметни луѓе од мене, меѓутоа, јас сепак мислам дека целата оваа шарада, рашомонијада, како сакаш наричија, крајната цел е името. Идентитетот, Македонија, македонскиот народ, македонскиот јазик и све што доаѓа ерга омнес во пакет со тоа. Значи, тоа е мојот заклучок. Значи, сметаш дека посуптилна игра се игра поради зацкриено борба за демократија, дека во суштина се работи за конечен притисок Македонија да подклекне, да дојде гарнитура која многу полесно ќе прифати промена на име, промена на идентитет и она што странските служби добиваат. Да се случи тоа преку промена на гарнитура, може да се случи преку граѓанска војна, да речат не бива како држава, еве ќе ви направиме интервенција. Меѓутоа, поентата според мене е таа, ништо друго. И сега, ама од друга страна, па ја од секогаш и кога пишувам во своите колумни и просто вака кога живеам животот запознавајќи ги луѓе, можам само да кажам дека македонскиот народ по 100 пати покажа на политичките партии и на политичарите дека има многу повисока свест од нив. Значи, народот не, сакаш да кажеш дека народот не влезе во шемата да влезе во крвав судир меѓу себе? Народот ќе влезе во крвав судир кога насилно ќе му го проведат името, ама тогаш подобро сите учесници во политиката да се спакуваат и да исчезнат од земја. Затоа што тогаш, да, политичарите ќе настрадаат, така. Тогаш ќе биде тешко нив, тогаш ќе се случат вартоломејски ноќи, тогаш ќе се случат чуда. Алекс, ти благодарам, ви честитам. Мојата порака, извини Анко, да, повели. Да размислат за последен пат и едните и другите, и третите и четвртите со сестранските служби кои што функционираат тука, да не си играат со мирот на народот. Ти благодарам уште еднаш, честитки за последната епизода на Еднооки, се надевам дека врвот на забавноста и она што се Еднооки ќе го видиме во предновогодишната нередната која доаѓа. Сега имате материјал. Народ го остел со векови во живот. 8 сезони терате, секоја ви чести. Оваа пред нова година би требало да биде врв на сите, top of the pops. Сега не ми прави синдром на втор албум, сега мора да биде, ако не биде што правим. Ке ти се јавам и ке те правам пуздер. Поздрав за сите гледачи што ја сакаат оваа земја. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Здраво, моето име е Жаклина Серафимова. Ова што го изговори... Ало? Да, ве слушам. Ве молам, телевизорот ми смета ваш. Одлучете се, со телевизорот ќе разговарате или со телефонот? Со вас ќе разговарам, еве, веднаш го поместувам. Да. Ова што Александар го изговори и јас истото го мислам, крајната цел е промена на името. Секако дека не е мило да се гледаат онакви настани какви што, нели, денеска бевме сведоци и ги поздравам сите оние кои ја сакат Македонија, да се сакаме меѓу себе и да напредуваме и како нација, и како народ, и како една целина. Секој е добро, среќно за сите нас. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, господине, повелете во програма сте. Јанко, добро вечер. Добро вечер, господине, повелете. Прв пат се јавувам, те следам од како што емисијата. Добро, повелете, кажете.
се случуваше денеска во Скопје, тоа беше катастрофа. Ало? Ве молам, не застанувајте, ве слушаме. Говорете слободно. Јас не знам додека ќе надонесе таа ситуација. Јас сум чекал години, немам многу, но 60 години сум, дали ќе заживеам да постои таа држава. Вие не верувате во оваа држава? Не веруваме како. Јас сум за таа држава да обстои човек. Значи, не ве разбирам. Се плашите дека нема да постои оваа држава? Не бе, како нема да постои. Па добро, кажете ми, ве молам, тешко ми иде вака, сакам да ви го чујам мислењето. Зборете си, кажете си. Ама мора нешто да се преземе, не може да хаос да има узел. Мора да се преземе нешто во таа држава, да нема хаос, да не е тоа без законие, без... Јас не знам, не ве слушам... Да, добро. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ја многу внимателно ве слушаме, нели? Ние сакаме да го чуеме вашето мислење, затоа, нели? Ви оставам простор максимален. Добро, се надевам пак дека ќе ни се јавите во наредниот период. Во секој случај, оваа дебата нема брзо да сгасне, но одиме ние со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер, краток джингл после ова и да бараш. Вака ме интересира. Цело време гледаме на телевизија. Зошто застанавте да зборите, господине? Ало? Викам, зошто престанавте да говорите? Па, водете, ме интересира. Да. Цело време гледам Сител, Алфа и Телма. Значи, зашто глобала не ги давате сите снимки што ги имате на телевизија? Како? Зошто? Да ја прикажете реалноста. Каква е реалноста во Македонија? Значи, Сител, Алфа и Телма не ја прикажуваат реалноста? Не, вие не ја прикажувате реалноста. Претходно се јави Латас, он води некоја си информативна емисија, мислам, вести. Тоа спаѓа под информативно ли или под политичка емисија? Господине, ако сакате да го кажете вашето мислење, ја ве молам, кажете го. Ако сакате прозивка па да правите кој како работи, мислам дека стварно нити е тема, имаме друга тема. Вашиот став за она што се случуваше денеска. Па баш поради тоа ве прашувам, значи, зашто не го дајате на пример Амди Бајрам и неговиот гест? Добро? Не, па пуштете, дајте реалната слика, што све се случуваше. Ова го бараш? Еве ти го Амди Бајрам, еве го и овој, еве ти снимки, одат. Добро? Одлично. Добро. И ова на што личи, кажете ме сега? Не знам на дали ова треба ли, ова е... Ама зошто се натега... Ама зошто се натегаш со мене, зошто не си го кажеш ставот? Кажи, еве, Бог да чува и да брани, бре, луѓе, стварно не ве разбира. Ама ве молам, влезете и кажете си го ставот. Никого не исклучивме. Сам си исклучи. Не можам да ве разберам, стварно. Ја разбирам, окей, гневниште, не се согласувате со Сител, окей, и така натаму. Многу е јасна и чиста ситуацијава за вашите јавувања. Кажете си го става. Зошто не направиш ова? Зошто не направиш ова? Кажи, мене ми смета. Сметам дека тоа треба така и така, ова, она. Фала, лепо и пријатно. Што очекува се? Зошто се натегате со мене? Овде сега ви давам простор. Учество во емисијата е привилегија, не е право. Конечно, искористете го, нели? Сте се јавиле, ве слушаат милион души и наместо да кажете нешто паметно и конструктивно, што ви идејава? Океј, продолжуваме понатаму. Секој со своја памет. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Нема да се натегаме што веќе со тебе. Па, ама, нити ја можам со вас, стварно, нити вие со мене. Кажете си го ставот да чуеме што мислите, како мислите. Тоа е битно јавноста да чуе, нели? Да. Така е. Не мислам, оно што... Ало?
Ве слушам, зборете. Ме слушате. Викам, она денска што се случи, Јанко, рвиш, она е срамота и гревота, рвиш, што се случи, рвиш, во парламентот. Оние степани жени, Јанко. Она жена с времена, рвиш, што беше у парламентот, ја изнесува на раци. Па тоа ли личи, Јанко, рвишти, на демократија? Тоа ли личи, рвишти, демократија од страна на Никола Груевски? Тоа е еден фашизам, бе, Јанкове. Тоа не е демократија. Тоа е ова што се случува, точно дека што се случувало во Белград, беше она 5 октомври, дека ќе се случи овдека, да знаеш. А и овдека само ти кажам, дека се опозиционите партии албански сега ќе се приклучат, да знаеш. И тоа сигурно. И тоа е онда ќе видиме, да вишти, диктатурата на Никола Груевски кај ќе заврши. Да ве прашам. Али штета за Македонија, штета за Македонија што ова се случува. Ние македонците што ќе настрадаме, Јанко. Ќе настрадаме. Може да те прашам нешто? Прашај. Бидејќи почувствував од твоите ставови дека се опозиционерски. Кажи ми, лидерот на опозицијата повика на граѓанска непослушност. Што подразбирате по тоа? Што се тие активности? Што ќе правите? Што подразбирам граѓанска непослушност, ја мислам дека тоа сигурно ќе се стори, ќе правиме што ќе се прави. Нема да почитуваме родиште власта. Нема да као влада на Република Македонија. Тоа е, мислам, во тој смисол сакаше да каже дека непослушност ќе биде према владата, према институциите, затоа што немаме ми институции овде во оваа држава. Значи, институции на оваа држава се суд, полиција, царина, школство. На сето тоа, значи, ќе го бойкотирате вие? Јанко, сето тоа добро, се согласувам да види дека има и полиција, дека имаме и царина, сето тоа, тие се институции, државни институции. Да. Меѓутоа, сето тоа е корумпирано. Сето тоа е по една диктатура, бе, Јанко. Тоа е сето, радишти, кој што еден командува, не може така, бе, оваа држава, наша Македонија, ние сме македонци, бе. И како ќе... Да последња капка крв... А како ќе... Еве, оваа власт што ја викате диктатурска, не дојде со оружје, дојде на избори. Народот гласаше за неа. Знаеш ли како дојде? Не... Дојде она се избори, како дојде она се избори, бе? Тоа е најголемата грешка што е направил бивши Бранко, зашто изборите ги призна тога, бе. Она тога требаше од тога да се сруши оваа влада. Тога е направил Бранко. А како да се сруши владата? Слушај ме, Бучковски му е даден на Груевски на тасни власта. А како... Власта му е даден Бучковски... Како ќе ја срушите... Демократски режим му е даден власта. Како ќе ја срушите власта? Не, нема да ја срушиме власта, само ќе си отиде. Добро. Океј. Ти благодарам за јавувањето. Пак мислам дека малце... Да, признам, малце повеќе им давам на опозиционерите простор да се доискажат. Значи, малку сум збунет, ама добро, ќе ми слегне и мене. Одиме со следниот. Сега е джинглот. Што се договоривме? Краткиот джингл? Океј. Продолжуваме со емисијата, продолжуваме со јавувањата. Значи, до сега го имавме Драган Павлович Латас, го имавме Александар Русјаков, а сега на линија ја имаме Мирка Велиновска. Мирка, господјо Велиновска, Мирка, добро вечер. Повелете.
Ме интересира, значи, она што ги прашувам сите. Пред се, како ги доживеавте и како ги анализиравте, иако многу пати ова се вие го најавувавте уште одамна. Сепак ме интересира ваше согледување на овие денешни настани. Сега, најкратко што можам да кажам. Значи, знаеш и сам кога се дружиме, дека ова сме го зборувале. Во емисија го кажа. Дека беше логично да се очекува дека лидерот на СДСМ ќе ги влече потезите кон оваков драматичен крај. Со оглед дека ниедна од досегашните акции не му успеа и со оглед дека не се врати на власт, дека ќе оди кон ексцеси и вклучително, значи и овие крајните обид за преврат и граѓанска војна. Јас сакам само да кажам, бидејќи ја следеше емисијата и дебатата на граѓаните што учествуваа во оваа емисија, изгледа нешто на некои луѓе не им е јасно. Имено, ова што денеска го гледавме, истите сценаристи, сега нема да кажам кој, од оваа политичка групација, го вежба или се обидува да го направат, ќе подсетам, на изборите локални, последните, кога беа, 2007 мислам, кога Емилијан Станковиќ пола саат пред да се соопштат официјалните резултати, прогласи победа на СДСМ, на локални избори. Јас и тогаш предупредив, беше шокантно тоа. Значи, знаете кој беше соодносот на победниците и победените. Еве кога гледаме, 6 градоначалници имаат. Во таква ситуација, со знаење на реалните податоци, Станковиќ прогласи победа. И јас се сеќавам дека напишав текст после тоа, што ќе се случеше ако две, да речеме, славенички групации тргнеа на плоштад, да ја прослават победата. Ќе се судреа. Вториот случај, и таков, беше пред 2 години неполни, значи, со сценариото пред А1 телевизија, кога повика одредени личности народ да тргне на плоштад и оттаму да ги окупира или да направите така, да речеме, еден преврат на јавните, на државните институции. И тогаш можеше да се судри една група народ со друга група народ. Еве го денеска го одгледавме истиот трет обид. Значи да се предизвика граѓанска војна меѓу македонските граѓани, меѓу етносот македонски. Ова, ја у последниве 100 години, значи, не сум прочитала нигде, на никого не му успеало, значи од Балканските војни наваму, Втора светска војна, никогаш во Македонија немало капацитет или сила човек на човек да тргне и да се предизвика граѓанска војна. Ова денеска беше експлицитно, значи, обид за едно такво сценарио. Второто, мислам дека на никого не треба веќе да му се објаснува дека во собранието од 2001 ова е минимум трет пат истата групација да се обидува да го, како да речеме, да направи преврат, да го окупира парламентот, да го невозможи донесување на легитимни законски одлуки на мнозинството кое станало мнозинство благодарение на изборната волја на граѓаните. Значи, да ве подсетам дека вакви сцени одгледавме еднаш кога се спасуваше Владо Бучковски од истражни дејства. И тогаш имаше, нели, посегање по микрофоните, тегнење, оневозможување на
овие председатели на парламентарни тела да си ја обавуваат работата. Вториот пат беше употребено, нели, се фрлаа шишиња пластични со вода. Еве го сега е третиот пат, кој ескалира. Ескалира на начин на кој сите го видовме. Бевме, мислам, гледаме снимки. Се симнуваа микрофони, се замрачуваа камери, се кубеа коси, се говореа глупости, нема што не видовме. Значи, едно е што пратениците од СДСМ влегоа ноќеска у собранието со тоа да ја спречат, да ја попречат работата на собранието. Второ е што го невозможија спикерот на парламентот да си ја обавува својата работа, да не зборуваме за оваа дрскост на Горан Минчев, да си седне на столче на парламентарен спикер. Значи, има едно е да се тепаат пратеници меѓу себе. Сме гледале во многу парламенти. Друго е вие да оневозможувате работа на парламент и поводот за сето тоа да биде да не се донесе буџет на една држава. Тоа значи да се парализира државата. Немој некој да каже дека тоа не е обид за државен удар. Дотолку повеќе што еден од тие опозиционери, нели, Руфи Османи, веќе јасно кажа која им била интенцијата. Значи, надвор од изборниот процес да се доберат до власт, за да можат да организираат кобајаги избори на кои они ќе си ги напунат кутиите и ќе станат власт. Значи, без волјата на народот. Оние што говорат и го употребуваат зборот демократија, дека бил погазен со тоа што државата се штитеше со законски и уставни механизми, односно со полиција, нели, на улиците и во институциите, тие нема поим што е демократија. Демократија не може да биде предизвикување на граѓанска војна, внесување на државата во хаос, односно бришење на државата со тоа што не се донесува устав, буџет, и на крај да зборуваат дека дејствувале во име на демократија. Значи немаат појма. Они се залагаат очигледно за анархија и за превземање на власта. Кога они би ја превзеле власта, ќе видите вие што значи. Дали они не би ги штителе институциите или себе. Значи, овој ден за Македонија, нели, светот го обиколи, сите агенции јавуваат, весници пишуваат, медиуми пуштаа снимки, беше обид да се направи во Македонија, Либија и Сирија. Граѓанска војна и инсталација на врхушка која нема шанси да победи на избори. Мирка, дали сметаш дека тоа сценарио заврши и дека нема да успее, дека ова беше последен обид за такво нешто? И што анализирај ми го, бидејќи гледам и самиве луѓе од опозиција што се јавуваат, немаат објаснување. Што значи од утре почнуваме, дали е тоа само чисто говор колку да се каже нешто или има некое значење? Граѓанска непослушност, како се манифестира и што значи граѓанска непослушност? Непослушност се манифестира на следниот начин. Да речеме, ако не сакаат да плаќаат сметки за струја, вода, не сакаат да плаќаат данок, нема да ги признаат судските одлуки, нема да одат на судови ако некој иде на суд. Значи да не се признава законот и да не се плаќаат врските сметките. Меѓутоа, граѓанска непослушност пак води кон анархија. Како може некој да не... Државата има механизми да те натера тоа да го направиш или ќе те казни, нели? Тоа е како се штити едно општество или организирано како држава да му функционира секојдневието.
Кажи ми, дали мислиш дека опасноста од државен удар и насилно рушење на власта, дали е реално? Што понатаму по тебе, што мислиш, што ќе бидат нивните следни потези? Вака. Значи, мора да следи. Ме слушаш сега? Да. Прво, постојат два вида на државни удари. Едниот државен удар го правят припадници на војска или полиција. Добро. Значи, оние што имаат реална моќ, оружје во раце и се организирани, можат да направат. Второто е, кога некој ви изведува вака преку граѓански немири и начело на некоја политичка групација, ви доаѓа, значи, ама мора, за второто сценарио мора да постои волја мнозинска на народ, односно контрола на терен. Значи, народот максимално... Со политички структури. Добро. Првото сценарио сме го виделе со војска и полиција од Латинска Америка до кај сакаш. Добро. Второто сценарио беше два пати применето во Венецуела. Комбинација, значи, внатрешни сили, полициски и армиски, со маса народ и невладини организации. Углавном Америка тоа го прави сија. Добро. Но, кога во Венецуела два пати не успеа изборната волја на мнозинската изборна волја на народот, го врати победникот Хуго Чавес. Значи, два пати беше извршен преврат и два пати народот си го врати оној што го гласал. И тогаш се откажа американците понатаму да ја игра таа игра. Во Македонија, мислам дека ова се обида да го направат коалиционите партнери заедно со СДСМ, но сега сите видоа дека оние немаат контролата на теренот, односно го немаат народот. Мирка, само уште последно. Александар Русијаков вели дека за цел ова не е само борба за власт и за демократија, дека за ова стои една клучна работа која изјави вечерва, а тоа е промена на името. Па тоа е нормално. Зашто они би дошло ја вас? Уште само тоа го немаат одработено. Значи се работи, ние сега зборуваме што беше ова, а што е причината за да се активира ова сценарио е само од позиција на власт некој може да го продаде името. Не може ако седи по кафичи и ако действува како опозиција. Бидејќи што неќат на избори да излезат и да го кажат, да го соопштат својот програм, зашто би користеле власта, што ќе им ја довере народ. А го кажале претходно, од 2008, отворено го кажуваат, дека се за промена на име. Јасно е зашто они тоа го прават. Добро. Само им треба таа моќ за да го направат и да бидат заштитени, бидејќи тогаш тие сметаат дека институциите, полиција, војска не ќе ги штити. Како го оцени говорот? Меѓутоа, за да го изведат тоа или да го испорачаат тоа, они мора да се власт. А за да бидат власт треба некој да ги следи. А нив ги следат неколку, ете таму, илјади нивни приврзаници кои очигледно не знаат ни што е демократија, не знаат ни што е граѓанска непослушност, не знаат ни тоа што ќе предизвика денеска ако државата не реагираше како по устав и по закон. Ке добиевме прв пат у последните 100 години да се граѓанска војна на две, ете така да речеме, политички групаци. Замислете, вие македонски народ у Втора светска војна немаше партизани и оние другите, немаше идеолошки спротивставени, спремни да се колат меѓу себе групаци. Денеска, после 21 година независна Македонија, тоа ќе ни се случи. Вие забележувате дека албанците имаат исто многу жестока риторика меѓу себе, нели, политичките партии. Но вака нешто не му падна на памет да ги спротивстави навивачите на
или гласачите на ДП на оние на ДУИ. Тоа е, замислете вие да направите интраетнички граѓански судир во европска држава. Тоа е скандалозно. И јас слушнав дека го слушнав латас сообщението на американскиот амбасадор го оцени, или на европски кој беше, го оцени како умерено. Напротив, скандалозно е. Господинот кој знае секогаш да каже кој е виновен или насоки да дава за работа, овдека како 2001 ги изедначува страните. Кои страни се тие? Кој е тој што го предизвика ова со своите дејства и како на друг начин може држава да се штити кога ќе тргне една група на друга група граѓани? Или кога некој се обидува преврат да направи со завземање на парламент и со амбиција да ја завземе влада и другите државни институции. Тоа е скандалозно сообщение, не може да се изедначува, државата си има своји функции, државата работи по устав и закон и го штити интегритетот на оваа држава и на овој народ. Како што американците... Како се тој начин? Како што американците го... И затоа предупредим. Ова води кон тоа да ни се умеша сега и да ни држи лекции, ова како се вика, некоја странска амбасада или некој улеснувач или така наречен меѓународен фактор. Мирка, ти... Ова се еклатантни обиди за вршење за демонтирање на македонската држава по секоја основа, плюс уште и граѓанска војна. Уште тоа ни требаше некој да ни го направи. Јас не знам, просто од вчера не можам, јако сум ги очекувал овие работи, не можам да се изначудам дека има, па еве и 3000 нека се, следбеници на вакво лудио, на вакво антимакедонско дејство, па уште ги слушаш, полици Македонија, па знаме ми носат, па химна ми пеат. Само злоесторник вака се понаша, кој сака да го скрие она што вистински го работи. Јас не знам, ако не се доја, ај сега ова за на крај сакам да ти го кажам. Ова ќе се повтори. Пак, најмалку, памти ми го зборот. Како? До година ова време пак ќе се повтори ако ги остават овие луѓе со имунитет. Ако државата, овие претеници со имунитет, ако државата не најде сили да ги изложи пред словото на законот за вакви дејства, опасни антидржавни дејства. Не може да се крие никој зад имунитетот со вакви однесувања. Оној мора да има и тој закон за политички партии мора да се изреформира. Кој може да биде носител на политичка функција? Кој може да се кандидира за пратеник? Нека го видат примерот на британскиот парламент. Нивното искуство кога еден крал се обиде да го почира парламентот, знаете дека заврши со обезглавување на кралот, ама од тогаш се воведени строги партиски, парламентарни, вонпарламентарни правила. Во Велика Британија секој што сака да земе партиска книжка има, брате, да полага испити. Прво на најлокално ниво, као местна заедница, па на, што знам, општинско ниво, па на градско ниво, па на кралско ниво. Ти благодарам... Се полагаат испити, и тоа сурови испити. Мирка, ти благодарам за јавувањето. Секогаш исцрпна. Очекувам дека и твојата колумна ќе биде на оваа тема оваа недела, што ќе биде исцрпно и анализа на она што ни се случуваше. Па ќе мора што да правиме, да се занимаваме со глупости. Па сега наместо за Дедо Мраз, за ова ќе пишеш. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со вториот блок на реклами, веднаш потоа продолжуваме со вас, почитувани гледачи, но ќе ја вклучиме и новинарката од Нова Македонија, Ирена Радовановиќ. Океј, почитувани гледачи, одиме веднаш со вашите јавувања. Добро вечер, повелете, во програма сте. Повелете, во програма сте, ве слушаме.
Ало, дали се слушаме? Повелете? Да, се слушаме, како си? Повелете, кажете. Дали сте добри? Да не губиме време, на вистина, кажете си го мислењето околу... Ајде, оставиме сега, бидејќи јас те чекав мил како зборуваше и рекламиве ти беа до сега. Па, ако сакаш да си поправиме муавет, ама да видиш фер. 1 минута имате. Режија број сега. Ами што, добро е безплатен? Добро. Ајде во 1 минута ќе ти кажам. Бледа сенка си на тоа што беше ко стартуваше. Сега му стана лакеј на лата. Ајде, пријатно. И таа, сега за мене правиш муабет. Одиме, ама ние, што се занимавате со мене? Океј, сега Јанко ви е крив. За ова што бе, Јанко е крив. Кој е крив? Јанко е крив. Браво, право си. Добро е. Океј. Хај, терај овци. Дај јави се на друга телевизија, таму критикујме мене. Сега овде ја не сум тема на муабет. Овде вие си имате да си кажете. Неќете да кажете, не можете. Многу ми е криво, џабе, што чекаш. Сега те оставам да ми држиш лекции што треба да уживам, што треба да правам у животот. Дали да уживам или да си ја пеглам кошулата. Што ви е, бе? Ало, бе. Бог да чува и да брани. Како и не ве научив до сега. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програм. Јанко, фала ви. Сакам само нешто да искоментирам. Сакам да кажам дека во голем дел од коментарите на Мирка Велиновски на Лапа се сложувам со тоа што го кажа. Дефинитивно постои една деструктивна структура, деструктивна сила која што владее во нашето општество, ali нема да навлакам во детали. Сакам само една замерка да недам на господјата Велиновска, а тоа е во моментот кога искритикува амбасадорот Волес. Добро. Како врвна дипломатија, тоа е америчката, која што едно зборува, друго прави, само како коментар ќе го дам моментот дека денеска во собранието Дуј гласаше за буџетот, а ДП беше во собранието. Само толку сакам да кажам. А тоа нешто значи, знаете кој стои позади Дуј и ДП. Сакате да ми кажете дека Дуј и ДП сега ме терате да зборам место вас или ќе го кажете вие? Не, сакам да кажам дека чим Дуј гласаше за буџетот и ДП беше во собранието, не сум сигурен дека американците не ја поддржуваат целова оваа ситуација што напади власт. Тоа сакам да кажам. Аха, добро. Тоа е вашата... Да, добро, добро. Фала ви. Благодарам, пријатно. Интересно ова. Баш ќе ја барам Мирка приватно да ми каже за ова што и го кажавте, па да го објавам одговорот на Facebook. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Тошо? Океј, краток джингл, ако сакаш одвој. Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Во програма сум? Да. Ало. Ирена Радовановиќ? Не. Не, се извинувам. Океј, повелете во програма сте, ве молам исклучете го телевизорот ваш. Ми прави проблем овдека во звукот во студиото. Ало. Значи, господјо, ја ве молам. Не ве слушам ништо, значи. Вика сум во програма. Океј. Супер, вака сега имам едно прашање. Не ве слушам ништо јас. Не, телевизорот ми исклуча, меѓутоа јас вас не ве слушам. Дали ме слушате сега? Сега ве слушам. Ајде ве молам, почнете да говорите. Да, изгубивме многу време. Повелете. Вака сега имам едно прашање. Вие од опозицијава веќе немало додатна работа, така штрекуваат? Па не знам, кажете. Не, пошто дали ќе земаат плата ми интересира. Значи, ако не одиш на работа, нема да земаш плата, така? Зборите за парламентарците? Да, за парламентарците, за нив. Виде, добро прашање, 1000 евро е плата таму. Да. И сега, значи, они ќе земаат плата, пошто нема да гласаат закони или нешто како штрекуваат. Не знам. Има таму некој рок како после месец, 2, 3 не дојдеш на работа, веќе престануваш да добиваш доход.
добро, ние не редовно плаќаме данок на држава, па сакам да знам дали овие од опозицијава нема додатна работа, плата ќе зимаат. И јас сакам така. Па јас сакам така. Јас ако не отидам на работа 3 дена, ќе ми дадат отказ и нема да зимам плата. Јас така не сакам. Не, па, значи не треба и нив да им плаќаме, да им даваме пари на луѓето. Добро. Денеска воведуваат некаква си анархија, нели повикуваат да не плаќаме станок. Еве сега јас нема да плаќам зарив и не сакам они плата да зимаат, пошто нема да си ја вршат својата должност. Добро. Тоа ми беше само прашањето, сакам да знам. Океј, ти благодарам за јавувањето. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програмата. Вака, после овој хаос, мислам дека е време да го викнеш малиот Михаил Младеновски, затоа што мислам дека само тоа дете може да стави крај на хаосот во СДС и да им ги запечати политичките кариери на сите тие таму што ги гледаме. Сметаш дека има доволно политички капацитет он да поведе партија? на СДСМ и тоа дете го гледам како па ајде во иднина премиер председател. Има капацитет малиот, да знаеш. Има. И мислам дека конечно ќе се реши овој проблем кој трае со години со СДС. Ти благодарам за јавувањето, што дај ми джингл. Почитувани гледачи, на линија ја имам Ирена Радовановиќ, новинар од Нова Македонија. Ирена, добро вечер. Ме интересира, еве, едно ваше согледување на денешниве состојби. Вие ја следите политиката и актуелната политичка состојба во Македонија. Често пати го изразувате и вашиот став и мислење во вашите колумни. Па, сега ме интересира вака како ги доживеавте овие мигови денеска и кои заклучоци можат да се извлечат од она што денес се случуваше? Предходните соговорници ваши доволно кажа, значи се согласувам дека ова беше обид за насилно уривање на власта. Ова не беше воопшто никаква расправа за буџет, бидејќи ако беше само буџетот проблем, ки одеше до поинаков тип расправата. Значи, од вчера беше најавено од СДСМ дека од денеска нема да биде веќе ништо исто. И Бранко Црвенковски тоа што го изјави дека се случува 5 октомври, како 2000-та во Србија, што значи насилно уривање на таму беше на Милошевиќ беше проблемот што тој не ги признаваше резултатите од избори. Од Скопското се уопште не се споредува нашата ситуација со таа на Србија, меѓутоа Црвенковски сакаше така да ја прикаже и да ја сруши власта. Значи тоа му беше обидот за денеска. 5 октомври се знае што значи. Значи, сметате дека имаше обид за насилно рушење на власта денеска? Да. Значи, идејата на Црвенковски од вчера казана, значи вчера почна да ја зборуваат од СДСМ, денеска тоа го изјави, сакаше да предизвика граѓанска војна со тоа што нели членовите на СДСМ го пробија кордонот, што е опасна ситуација. Јас не знам на крај крајава, дали еден човечки живот вреди 200 милиони колку се евра таму тие што ги бараат наводно. Токму тоа го читаме, сте го напишале на вашиот... Да, го напишав. Да, што сака да докажат од опозицијата дека 200 милиони плюс минус во буџетот се повредни од еден човечки живот? Јас така размислувам дека не може човечки живот да биде повреден. Сега тие не знаат како да дојдат на власт и се обидуваат на секој начин, или сега денеска насилно ова отиде веќе ги премина сите граници. Добро,
Сметате ли дека народот треба да биде загрижен? Дали вие лично сте загрижени дека може да добие поголема поддршка од народот Црвенковски за вакво насилно? Не, мислам, народот колку пати му кажа, или, значи, на избори. Тој сака нешто да прикаже што не е така. Значи, Слободан Милошевиќ загубил избори, така? Да. Настана демонстрација, она беше, значи, тоа беше, да речам, од она што се случуваше во Србија, како која прелија чашата. А ова нема врска, мислам, цело време ситуацијата сака да спореда со нешто што нема врска. Значи, тука се случува постојано обид да се дојде на власт без избори. Дали преку ново парламентарно мнозинство кое редовно се подготвува. Значи, тие не го гледаат проблемот кај себе. Значи, кај нив проблемот е, кај СДСМ, се знае кој е проблемот. Проблемот е Бранко Црвенковски, наместо да изберат нов лидер, па да направат добра екипа, некој солиден тим, што се представи на граѓаните, тие постојано ловат во матно. А тоа најголем иницијатор е лидерот. Ова е само едно преживување на неколку политичари да што подолго да останат на политичката сцена. Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Андреј Жириновски. Значи, таа една екипа, цело време Тито Петковски, цело време тоа го прави. Тие се одржуваат што подолго на политичката сцена, а не гледаат дека, например, народов не ги сака. Им кажал неколку пати, тие си имаат приврзаници, како и секој. Дори и Љупчо Георгиевски има приврзаници. Меѓутоа, или тоа што го спомна Торисјаков за името, Руфи Османи а предходниот пат, значи, тоа се случиле настанот и го спомна и Андреј Жириновски. Правење техничка влада, да се промени името и таа влада да ги одржи изборите. Значи, тие идат тајни целта. Руфи го кажа овој пат, а кога беше ситуацијата со случаи која пробаа да прават ново парламентарно мнозинство, тогаш го потврдија од СДСМ. Кога се обидува да прават ново парламентарно со две албански партии, со три. И цело време тајни играта да дојдат на власт без избори. Тоа е. Мислам, наместо да се свртат кон себе, дека како ќе се одвија ситуацијава, не знам. Само што сум убедена дека народот е многу свесен. Значи, нема да допусти да ескалира. Плюс, еве денеска полицијата се покажа како многу подготвена. Значи, нешто да се надеваме дека нема да има нешто пострашно. Инаку во парламент тешко дека ќе се вратат, тие најавија дека се на улица. Минатиот пат кој излегува на улица, мислам кој пред 2 години, бара предвремени парламентарни избори ги добија. Сега најверојатно не знаат тие самите ќе не знаат што сакаат. Гледам, има таа конфузија, ја и ги прашувам гледачите кои се од опозиција, што подразбирате, што ви значи тоа, бидејќи Бранко Црвенковски повика на граѓанска непослушност, а колку и мене ми е, еви Мирка го каже истото, и мене колку ми е познато, тоа значи непочитување на законите, неплаќање на сметките. Меѓутоа, секогаш кога се излегува на улица, значи кога не се почитува нешто, тоа мора да има некој крај. Нели, имате нешто, правите нешто и сите ќе прашуваат што ви е целта. Целта им е рушење на оваа власт. Целта на крај не знам. Мислам дека цела ситуација ќе се заврши со едни предвремени избори и тоа. На кои што пак ќе изгубат, не знам веќе како да им се каже на тие луѓе дека проблемот е во таа партија. Колку пати е напишано и кажано, меѓутоа не знам, и непослушност и да прават, меѓутоа пак треба да има некоја цел тоа излегување од собрание. Не може тоа да трае, не знам, до крај на што колку остана, уште 2 години, 3, колку ќе трае таа непослушност. Како го коментирате, они сега се фатија на едно, фашизам, бркањето на пратениците од парламентот, бркањето на новинарите од собранието? Не, тоа напаѓање прво, тоа што го правеа во собрание, ги премина значи сите граници. Јас колку што се сеќавам и оде во тој период бев учествувал во собрание како известувач во 2004
година, мислам беше 2003-2004, они што повикуваат, тогаш беше Никола Груевски само што ја извади картицата на Јордановски. Беше направена таква една драма дека леле што направил. Питата ја извлекол. А сега беше нападнат председателот на собрание. Значи беше нападнат. И беше недалеко не се ни споредува ситуацијата ова денеска што го видов што се случуваше. Белјановски на крај само член 90 од деловникот го пише. Ирена, а кажете ми, дали... Ако некој го нарушува работата на седмицата, може да биде исфрлен. Така. И уште ова за новинарите, пошто им е тоа силен спин, а ја колку што знам, по правилото, бидејќи сте известувале од парламентот, имате од собрание, имате за новинарите на времето кога се реконструираше се изгради просторија со компјутери, со камери, со све, од каде ќе се следи, значи да не бидете во сала, туку да бидете во таа просторија од кај ќе се следи работата на ова. Значи, дали новинарите не беа избркани од таа просторија кај што можат да следат што се случува во салата, така? Па да, обично во такви ситуации е поинтересна галеријата за следење. Значи, кај што може се да се види. Кога има тепачки и слично, така. Но не беа избркани, можеа да ја следат работата на собранието, но не во самата сала. Јас не знам, бидејќи денеска не бе во собрание, добро, не знам точно. ќе го видиме, да. Тоа беше пропуск, може дека новинарите и не морале да ги отстрануваат од галерија. Нема потреба, некој мора и да известува што се случувало, како се случувало. Видите, тоа не сум доволно информирана, јас подоцна разбрав за ова нешто, сега да коментирам предвидено, меѓутоа вака кој што слушнав дека биле отстранети од галерија, не би требало да бидат отстранети. Добро. Добро. Ке се дебатира тоа сигурно деноиве, сигурно ќе биде тема. Ти благодарам. Точно за да коментирам повеќе. Добро. Јас ти ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. А ние продолжуваме со вас, почитувани гледачи. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Владо Павлов. Повелете, господине. Па јас би само ќе бидам сосема краток и најблиско до сето она што се случува во Македонија од Русијаков. Значи, еден поздрав за Русијаков од мене и ќе завршам ова, не сакам многу да полемизирам како сите останати, а воопшто не сум задоволен од лата си од Мирко и од останатите, со она што се крие, она вистина што е поврзана со името. Значи, вака, Бог најпрво е создаде водата и целата енергија вложи во неа. Ако македонецот знае, а верувам дека Русијаков знае, дека 16 краката звезда е символ на водата. Така да нека се подразмисле малку СДС ДПМН, ако стварно продолжат со целото ова темпо да го искористуваат македонецот за други туги интереси на Вавилонската блудница Европа. Еден поздрав и до сите македонци кои што 90% беа присебни и ја знаат играта на овие политички партии овие 20 години кои што сакаат да не водат кон црното козле, кон Вавилонската блудница и познатиот дрзо крал од пророчанствата на Јован. Ви благодарам и пријатно. Благодарам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Бидете поздравени. Благодарам. Слушаме, пратам вечерва гледачка од Скопје. Добро. А пратам и цел ден, да ви кажам. Бидејќи сум и мајка, и баба, и сестра, и сум и загрижена. И тоа е моје право да бидам загрижена, бидејќи ова е демократија. Ако е демократија да се тепат студентите на плошта, да се тепат пратениците во собрание, да се тепат на каве, па тогаш не ни треба демократија. Нека биде централистичко. Една партија и закон. И готово. Крај на муабетот. И крај на муабетот. Господјо, слушајте, па како у Турско, султан еден и да се знае како. Нема више шала. Да. Значи, вие сте спремни да се откажете од некои демократски работи, само да има ред и дисциплина, така? Ако добро ве разбрав. Верувајте ми, ако е ова демократија, јас сум скроз разочаран.
Оти мене не ми личи на демократија. Да, ако е ова демократија, фала не ми треба. Да, ве разбирам. Јас мислам дека овде нема ни Д од демократија. Демократијата е во душата, во човекот, не повредувај никому, дај му право на секого да си каже. Добро си кажавте. Добро си кажавте, се согласувам. Свој ум. Али, јас сум разочарана. Бидејќи сега утре па не ги коментирам, али вечерот ти беа како од надвор во емисијата се уклучи и можам и да ги коментирам. Па немаме време, искрено да ви кажам, не заврши емисијата. Само емисијата. Ама накратко, имаат амнезија. И сум разочарана како новинари да се ги одбрана своите. Добро, окей, сте разочарани, благодарам. Тоше благодарам. И бидејќи ни помина 12 часот, толку ми е, ја имам, имаме уште еден. Окей. Режија ми одлучи. Добро, ми рековте да прекинам, мислев, крај на емисија. Добро, тогаш имам и спот, ме инспирира. Добро. Окей, режија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Зоран е телефон од Струмица. Повелете, Зоран од Струмица. Денеска бев начело на кордонот. Добро. Моето име е Заев, јас сум градоначалник на Струмица. О, господине Заев, какво задоволство, баш ми е мило. Многу пати ве канев во емисија, многу ми е жал што не можеме вака како гостин да ве угостам со чај и со кафе, па еве вака телефонски. Баш ми е драго што ми укажавте чест да се јавите. Ми е драго и мене што ве добив. Наистина тешко се добива. Еве би сакал да добием барем фер шанса како Атас Мирка, не сите заедно, туку барем како еден од нив. Господине Заев, за атер на гледачите, последниот пат кога ве поканив да дојдете гостин во емисија, не да ви дадам простор од минута, туку да ви дадам 2 часа, ми рековте, ми пративте одговор дека со задоволство би дошле, но дека имате одлука на врвот на СДСМ, емисијата Јади Бурек да биде бойкотирана и никој не смее да дојде гостин овде. Јанко, еве вака. Убаво да има различни мислења во оваа наша земја и тоа е сосема во ред. Вие се трудите и се обидувате да им дадете шанса на граѓаните да го кажат. Иако се препознава јасно вашата опредалба, и тоа е за почит. Барем не е така дрска од новинарски аспект гледано како дрската опредалба на некои колеги кои што и вечерва се јавија. И заради тоа јас се јавувам воопшто во оваа емисија. Значи, јас сум еден граѓанин во оваа Република Македонија кој што мисли поинаку од власт. И тоа е многу легитимно, барем легитимитетот е покриен со 370.000 гласа од последните избори. Така тоа се признаени гласови од нашите политички противници и тоа е легитимно. Во тоа име, убаво е да се слушат сите мислења. Вие прашавте неколку прашања вечер, јас ќе се обидам да дадам наш став, наше мислење, наш одговор за овие работи. Значи, пред да дадам одговор, само ќе прашам јавно, не вас, еве јавно. Дали е во ред да бидат на 4 пункта на патиштата низ Македонија стопирани автобусите на граѓани кои што имаат различно мислење од оваа власт да слободно го изразат своето мислење во нивниот главен град. За да можете ние од Струмица да покажеме знаме на ВМРО, фала Богу беше на Народна партија, но полицајците не го препозна за да ги пуштат автобусите. Дали е во ред во оваа наша земја после 7 години опозиција да се протестира пред секој општински штаб на СДСМ? Против што? Да не сменат од опозиција? Против што протестираат? Бил крив Бранко Заев? Океј, бил, затоа е дебело во опозиција. Дали е во ред да се тепат и вадат македонските парламентарци од символот на демократијата, македонскиот парламент, на клопци и шутови сите надвор? И тоа и бремени жени, и жени мајки, и пратеници кои што се легитимно изберени. И како тоа? Зошто новинарите ги тргнаа таму? За да не го пренесат тоа што се случува таму? Не е во ред. Така. Целата ова работа не Господине е во ред. Заев, да, имам неколку подпрашања кои народов ги подпраша. Вашиот лидер рече од утре започнува граѓанска непослушност. Повеќето од членови од опозицијата кои се јавија во емисијата не можеа да ми објаснат. Дали вие би ми објасниле што означува сега, како ќе делувате, што значи тоа граѓанска непослушност? Еве вака, вистински новинар
кога се свртува токму на тие два збора, веднаш ја анализира реченицата и вели вака: граѓанска непослушност, граѓански отпор. Тоа се вкупните зборови на истата реченица, кажени. Значи, сето ова што ви го кажав предходно, значи равенство, дека може утре и вас, и мене, и вашата мајка, мојата мајка, било кој да го снема во ноките, да исчезне. Господине Заев, извинете, погрешно ве разбирам, ова го разбирам како закана. Не. Јас реков и мене, и вас. Значи, било кој наш граѓанин. Седно не можам... Ако некој му е скратено правото на израз на мислење, ако се буквално на клоци истерани парламентарците од парламент, од ДБК и специјални обезбедувачи, тогаш не смеете да дозволите да има страф нашиот народ да се плаши дали нешто утре. Ја ве прашав, што значи тоа, значи граѓанска непослушност и отпор, што значи тоа? Тоа значи превземање на сите чекори, кои што се одговорност на корективот на власта, тоа е опозицијата. За да престане ова насилие, ова силување на демократијата во Македонија. Добро. Денеска беше скршен уставот на Република Македонија. Добро. Во процедура многу јасна. Зарем ние не гледаме 7 години дека не ни поминува амандман? Ама дали според вас не е барем малку нормално да седне премиерот во ваква тензична ситуација и да каже: ајде бе луѓе, дајде ги анализираме вашите ставови, дајде ги кажете пред нас нашите. Барате 204 милиони. Од 204 милиони имаме 70-80 обврски од годината што изминува. Па може да се видат кои се тие непродуктивни трошоци во ваква криза. Господине Заев, маса лидери, кога се случува ова. Така, господине Заев, бидејќи телефонско ви е јавувањето, не можам да го одолжувам. Многу ми е жал што не ви е дозволено да гостувате во емисијата, инаку ќе разговаравме многу долго. Но ми интересира една работа. Рековте го прескокнавте кордонот. Кон кого се упативте? Кон парламентот не тргнавте. Тргнавте кон онаа другата група. Зошто тргнавте? Што очекувавте да се случи? Тогаш полицијата почна да ве спречува и тоа ви засмета. Каде тргнавте? Само ако видите вести поинакви од Сител и Канал 5. Веднаш ќе знаете, не мора повеќе. Еве, кажете ми вие. Единствениот пролаз преку кој поминуваше амбулантното возило, единствениот пролаз да влез во собранието. Тргнавме на тој пролаз кон собранието да ги заштитиме пратениците, кои што не информираа во моментот дека ги тепат, дека ја ударат Маринела која што е бремена, дека ги тепат жените таму. Тоа е единствениот пролаз каде што поминуваше амбулантното возило. И моравте да ги прескокнете тие и да ги прегазите тие полицајци? Дали видовте дали еден од граѓаните удри некој полицаец? Не, ама... Гледајте ги сите снимки. Беа граѓаните... Не реков дека удри. Не реков дека удрил. На таа страна каде што вие тргнавте, господине Заев, се наоѓаше другата група која вие ја нарекувате ВМРО-вци, други ја нарекуваат. Што мислите, што ќе се случеше? Што ќе се случеше? Што ќе се случи? Таму беше тетка Виолета од Трезор, таму беше тетка Ленче од Транспорт и врски, со кој што со работа, секој ден со работа. И што ќе се случеше кога ќе се да видат таму? И што ќе се случеше кога ќе се судреа тие вие од едната и овие од другата страна? Ниту во еден момент. Тука пред нив беше влезот, кај што се влегува во собрание, тоа е официјалниот влез, каде што влегуваат сите возила во собранието. Не е честно, ако имале намера, видовте барем едно мало гранче, стапче во некоја рака? Не рекол. Воопшто, ве молам, господине Заев, воопшто ништо такво не спомнав. Значи, јас го коментирам... на мирен протест. Добро. Тоа е израз на честната намера. Никој не крена рака против полицаец. Не па да има орудие в рака. Господине Заев, ви благодарам за јавувањето. Уште еднаш. Ова е навистина преседан, бидејќи членови од СДСМ редовно се јавуваат во емисијата, но
по последното ваше јавување и по интервенција на вашите луѓе е забрането ваше гостување. Инаку, знаете дека со години се обидувам вас, Бранко Црвенковски и така натаму. Последно гостување беше Радмила Шекеринска која гостуваше кај мене и која истрпе силни критики заради тоа нејзино гостување кај мене. После тоа не беше дозволено, а исто така градоначалникот од Охрид само што дојде на врата пред моја емисија, му се јавивте, не реков дека вие, но од вашата врхушка му се јави, ја точно знам по име и презиме, бидејќи ваши колеги ми го кажаа тоа, и му забранија да влезе кај мене во студио. Во 10:30 почнуваше емисијата, во 22 часот забранивте. Да сме честни и поштени. Значи, го респектирам вашето кажано, но ќе го искористам ова, дека правите партиска селекција на подобни и неподобни. Со години се обидувам. Рековте дека ја можеби тежнеам кон една или кон друга страна. Ја сигурно помалку вулгарно тоа го правам од што еден куп новинари кои се па на ваша страна. На ваша страна и кои за нив немате критика. И тоа е легитимно, нели? Имате разбирање и за едни и за други. Но никогаш не се случило да гостин кој веќе потврдил му било забрането. Дури и вие наместо телефонски вака, што за мене е искрено под ниво со еден Зоран Заев, градоначалник со втор мандат, втор човек во СДСМ, по телефон да се слушам, да не може да дојде во студио. Мислам дека знам дека би дошле. Жалното ми е што вие тоа не можете да го направите. Многу ми е жал поради тоа. Добро, окей, драги мои пријатели и пријателки, морам да завршам емисијата. Ви благодарам за вашето внимание. Како ќе се одвива емисија во деновиве, јас сум тука, ќе бидат отворени телефони, но и ќе имам гости. Ако имам гости од повисок ранг, како што е, например, господинот Заев, тогаш ќе разговарам со него. Сега за сега ми е испланирана неделата, бидете утре вечер тука, очекувам гостин кој тоа како ќе сакате да го сослушате во текот на 2 часа. Лека ноќ и пријатно. Пардон, уште ова на крај. Тоа што има задача, целава емисија ќе биде аплодирана и ставена на каналот Јади Бурек Тројка. Еве го тој канал, да знаете, тука се и другите и останатите емисии. Ви посакувам пријатна и лека ноќ и се гледаме утре вечер.